Përshëndetje të gjithëve. Në botën e teknologjisë avancuar dhe perfeksionit, qendra e perfeksionit në Acibadem Sistina vjen pra jush me 8 nga teknologjitë më të reja të laserëve që ekzistojnë, jo vetëm në vendin tonë, por edhe në botë. Kjo qendër, tashmë me 12 vite eksperiencë, gjenden pra të gjithë klientëve të saj, me çdo kërkesë që ato mund të kenë për të zbukuruar trupin, për të zbukuruar fytyrën, por edhe për të zgjidhur shumë nga problemet dermatologjike që ato mund të kenë. Sot do të flasim për të gjitha laserët e ri që ekzistojnë në qendrën e perfeksionit në Acibadem Sistina, dhe për këtë temë do të diskutojmë me të ftuar në studio profesor doktor Andrej Petrov, dermatovenerolog od Acibadem Sistina. Dobrodošli. Dobro me najdov. Profesor Petrov, će razgovarаме за 8 најсовремени ласерски технологии кои постојат во Центарот за перфекција во Acibadem Sistina. Дали може да ни кажете за што точно се работи? Да, вие самите спомнавте дека се работи за современа многу ласерска технологија која имаме ние во болницата. Се работи за технологија која е последниот крик, да кажам, на медицинската опрема. И ние работиме со машини кои може да го покријат целиот спектар на болести што постојат, што се третираат со ласери во дерматологијата. Значи, често велам дека сите имаат по нешто, ама ние имаме се. Ние имаме машини кои може да го покријат целиот тој спектар. Имаме обучени доктори кои работат со нив. Најважно е докторите што ги работат овие ласери. Често пати кога се работи за ласерите, обично мислиме на естетска медицина, но вие рековте дека има и одредени заболувања кои може да се третираат со овие ласери. Работиме и естетика, значи естетска медицина. Голем дел од нив се користат за естетика и веќе ги кажам, да речеме, имаме ласери кои се користат за две машини. Едната се вика CO2 ласер, другата е Erbium ласер. Тие работат за подмладување. Меѓутоа, дел од тие ласери може да се користат и за хируршко сечење на одредени израстоци на кожата. Може да се користат за затварање на одредени крвни садови. Се разбира дека имаме и друг тип на ласери. Имаме ласери кои се користат за, например, отстранување на тетоважи и пигментација на кожата, што исто така е нешто што е многу потребно. Особено, ние сме земја со многу сонце, имаме многу луѓе кои се водат флеки од сонце, пигментација од различен тип. Меѓутоа има и луѓе, се повеќе, особено младите, па и повозрастните, сега е тренд, гледам и некои мои пријатели тоа го прават, кои се тетовираат. Меѓутоа, како што расте светскиот тренд, како што расте трендот на тетовирање, така расте трендот и на отстранување на тетоважи. И ние имаме средства со кои тоа можеме да го направиме, но имаме и друг тип на ласери за крвни садови, за значи отстранување на одредени црвенила на лицето, така наречениот IPL ласер со кој располагаме. Зашто се работи кога зборуваме за IPL ласер? IPL ласер тој кратен како значи Intense Pulse Light, значи се работи за светлина која всушност ги допира крвните садови и меланинот во тој се апсорбционите спектри во кожата. И таа ги затвара, да речеме, сите оние капилари површни на лице, мали проширени вени. Значи, малите проширени вени ние ги затвараме со тој ласер или со еден друг ласер кој исто така го имаме, тој се вика Nd:YAG ласер, кој исто така за васкуларни, тој е малку поголема бранова должина, 1064 нанометри, се користи за затварање на крвните садови. Значи, работиме и одредени други методи, так популарниот Morpheus 8. Кој е доста популарен, особено во последно време, се користи од најславните личности за подмладување, не само на кожата на лицето, туку и на телото. Па да, тоа знаете како, тоа е машина која е многу добра, значи која е израелски патент, кој е навистина нешто многу современо. Всушност со радиобрановите, преку таа иглена терапија, преку тие механички убоди со иглите, влегуваат во кожата. И таа е многу посовремено до ние, да речеме, обично ги прават, знаете, оние дермапен методи во секоја козметичка... Значи една посовремена метода од дермапен. Многу посовремена и многу поскапа, заради тоа што е... Зошто е поскапа? Веднаш ги имаме видливи резултатите? Заради тоа што тие игли што ги има така наречената gold needle therapy, самиот кертридж, самиот значи наставок што се користи, значи
чини 100 евра за еден пациент. Тоа е потрошен материјал што за секој пациент се употребува. А да речеме еден дермапен може да го купите за 100 евра целиот и да го употребувате, го рециклирате многу пати. Многу е различно. Мислам, второ, тука не е само иглена терапија, така наречениот микрониделин, тука има и радиофреквенција која со тој апарат влегува во кожата и стимулира развој на нов колаген. Се создава нов колаген во кожата и тоа е страшно добра метода и за подмладување, и за лузниот акне, и особено е добра, речеме, летниот период кога лицето ги избегнуваме ласерите заради оној full face resurfacing или обнова на целото лице на кожата заради влијанието на сонцето. Кога е многу топло, а оваа метода, радиобрановата метода, може да се користи слободно. Како всушност функционира Morpheus 8? Кога сакаме, пример, да направиме помладување на лицето или можеби има многу луѓе кои страдаат од акне, на каков начин работи? Morpheus 8 тоа е тоа што се пробал, обично пациентите се презадоволни. Да речеме, за разлика од ласерот, ласерите исто се мокни кои ги користиме за подмладување, нема толку црвенило кое го остава на лицето, трае многу пократко. Ви кажав, предноста компаративна може да се употребува и во сончеви периоди. И второ, ефектот на стимулација врз кожата е одличен. Кожата се обтегнува, се измазнува, се прави создавање на ново ткиво, на млада кожа, која на некој начин го обтегнува лицето кај луѓето. Површно сите тие недостатоци на кожата ги отстранува. И е една многу популарна и многу добра метода која ние ја користиме кај нас. Се разбира не само за тоа се користи и за слабење. Речеме, во деловите на стомакот, во деловите на бутовите се користи за слабење преку таа радиофреквентна технологија која всушност ги топи масните наслаги. Често пати и жените после поредување имаат проблем со спуштена кожа, не имаат проблем со цимнување на килограми. Дали Morpheus 8 е одличниот избор? Morpheus 8 е феноменален избор. Се работи за многу добра метода која може да се користи, која нема никакви несакани side effects, несакани ефекти ги велиме, и која е прилично практична, значи се прави на некој растојање од месец дена, ке се дојде 3 пати и ефектот е видлив за неколку месеци, веќе ефектот се гледа. Тоа што најчесто го сакаат и го барат сите клиенти, пошто не се и така како пациенти, можеме и клиенти да ги наречеме, сакаат видливи резултати што побрзо од сите третмани што ги прават, особено кога се работи за естетски третмани. Кај Morpheus 8 за колку време треба да ги почекаме првите резултати? Треба време за да се создаде новиот колаген. Значи секогаш јас им велам на пациентите дека оваа методологија не може веднаш во моментот да видите ке видите дел од ефектите. За да го согледате целосниот ефект, се потребни 3-4 месеци да поминат. Значи тогаш ке биде целиот впечаток за тоа што сме го направиле. Често пати тоа што ни ги покажува годините се очите и вратот. Дали Morpheus 8 може да се користи во овие регија? Да, може да се користи и во овие делови, користиме и на врат, и околу очи, на лице. Може да се користи во било кој дел од луѓето што имаат проблем, да речеме, со подбрадокот тука или со надлактицата, каде што е висната тука кожата, исто така ги се третираат со Morpheus 8. Има добар ефект овој дел, значи на радиофреквентна метода во комбинација со микрониделин е навистина одлична метода. Колку често треба да го направиме или со колку третмани веќе може да ги видиме резултатите? Вообичаено се прават 3 третмани и се прават на некој растојање од 1 месец и тој може да се повторува. Значи, предности и на тој, меѓутоа и на ласерите кои ние ги користиме, што нема некое стриктно ограничување. И предноста компаративна пред, речеме, хируршките конвенционални методи, ако вие направите лифтинг, не може да го повторите после 2 месеци, затоа што малку е дискомфортот голем. Месец дена ќе имате рана, конци и така. Меѓутоа ласерот, Morpheusот може да се повторуваат и тоа е нивната предност во однос на овие други методи и се реално минимално инвазивни. Се става локално анестетик, крем, нема многу болка, значи утре дента може слободно да се излеземе надвор. Може да се излезе надвор, со тоа што јас на сите сакам да им дам детално објаснување секогаш пред почетокот и велам дека ќе бидете црвени неколку дена.
Значи тоа е нешто што треба да го разберете и секогаш е добро на пациентот да му се објасни пред почетокот, пред да почнеш нешто да правиш. Затоа што објаснувањето пред почетокот на третманот е објаснување. Објаснувањето по завршувањето на третманот е вообичаено извинување. Дека нешто не си направил како што треба. Можеби да знаат што треба да почекат после третманот, да бидат информирани. Секогаш на пациентот не треба да се штеди време и да му се објасни се што го интересира пред почетокот на третманот. Тоа е нешто што е многу важно. Кои се најчестите прашања што можеби ги добивате за Морфеус 8? Па најчесто прашањата се, јас веќе и во дел и вие во прашањата ги спомнавме, дали е безбедно. Кажавме дека е безбеден, кажавме дека видливи резултати може многу брзо се постигнуваат. Нема несакани ефекти, може да излегуваат на сонце, значи не е. Значи може да се користи и преку лето, ова е најважно. Може да се користи и преку лето, за разлика да речеме CO2 ласерот, кој исто така го користиме за подмладување. Јас во јули и август забранувам да се користи кај нас заради тоа што на видливи делови, заради тоа што може да остави постласерски пигментации ако се изложувате на сонце. Исто така ласерите кои се користат за ласерска епилација, летниот период треба да се избегнуваат. Кога сме веќе кај ласерската епилација, ние имаме исто така најсовремена нова машина, или плюс Cynosure, кој е еден од врвните производители на технологија, Александрит ласер, во комбинација со Ендијак, што е златен стандард за ласерска епилација. Ова е најновиот ласер што постои во Центарот за перфекција во Аџибаде? За епилација, да, ова е најновиот. Ова е и реално е најновиот затоа што најдоцна овие денови. Ние го имавме и претходно, ама сега имаме најновата верзија што постои, имаме од пред неколку дена практично кај нас. Инаку го имавме и претходно. Имавме и претходно ласер и имаме ние два ласери кои исто така на производителот Lumenis, кои се исто така се користат за епилација, едниот го користиме, вториот не е бекап. Случајно ако откаже првиот за одредени мали зони, да речеме лице, гениталии и така натаму се користи тој ласер, кој е многу добар за таков тип за тие за кој човек, за кој ласер е погоден за ласерска епилација, ќе разговараме во вториот дел на емисијата, ќе одиме со кратки реклами и потоа се враќаме во вториот дел. Централни мене се псевдофласим е да партисанга ласерот тиер че екзистои на Центрот по перфекцион на Аџибаде Sistina. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit dhe jemi duke folur për epilimin me laser, sidomos mjaft i nevojshëm për të dyja gjinit, do kisha thënë, por më tepër është i përdorur nga gjinia femërore në stinën e verës. Të gjithë duam të dukemi bukur për plazh, të gjithë duam të dukemi bukur për dasma dhe për evente të tjera. Dhe cila është zgjidhja, do flasim në këtë pjesë të dytë të emisionit për qendrën për perfekcion që ekziston në Aџibade Sistina, e cila vjen pra njush me 8 nga teknologjitë më të reja të laserëve që ekzistojnë, jo vetëm në vendin tonë, por edhe në botë. Me ne në studio kemi të ftuar profesor dr. Andrej Petrov, dermatovenerolog od Ađibade Sistina. Доктор Петров, во првиот дел на емисијата разговаравме за Морфеус 8 и малце ги спомнавме и ласерската епилација. Кога сме кај ласерската епилација, најновиот и најсовремениот ласер веќе постои во Центарот за перфекција во Аđibade Sistina. Меѓутоа, дали секој типови на луѓе со секаков тип на влакно се погодни за овој ласер? Многу добро прашање. Не секој човек прво има еднаков одговор на ласерската енергија, затоа што тоа зависи од бојата на кожата, од бојата на влакното, од тоа дали било изложуван на сонце или не. И тоа се некои работи кои луѓето треба да ги знаат. Прво, ласерската енергија најмногу се абсорбира за да го уништи влакното, се абсорбира од пигментот во влакното, од меланинот во влакното. И заради тоа, луѓето што имаат потемна боја на влакната, црни влакна, многу добро реагираат на ласерското отцрнување на влакна, на ласерската епилација. Понатаму, луѓето што имаат подебело влакно, подобро реагираат затоа што многу поубаво се абсорбира ласерската енергија во таквото влакно. Луѓето со светло, тенко влакно, многу потешко може да се тоа епилира. И на таквите пациенти не велам не ги одбивам, меѓутоа треба критично да му објасните дека ефектот нема да биде 100%. Че тоа е нешто што треба на човекот да му се да каже, на жената, на господјата која ќе дојде да ја се објасни. За нив постои решение? Постои решение да се тоа прави повеќе пати и да се прави периодично да се тоа обновува.
да речеме, има и одредени зони, како што се лице, гениталии и така натаму, каде што треба да се направат дури повеќе од оние стандардни 6 лазерски отстранувања што се прават вообичаено на 1 месец растојание. Се прават обично 8 заради тоа што тоа се зони под силна хормонална стимулација и заради хормоните таму влакната растат повеќе. И затоа треба тоа да се исто така објасни на луѓето, меѓутоа како и да е, на сите треба да се каже дека периодично повремено поминување, да речеме, не знам, еднаш во 6 месеци или еднаш барем во годината, треба да се направи за да тој ефект се одржува, затоа ние и во книгите кои пишуваме велиме дека таа е релативно трајна лазерска епилација, што значи огромен број на влакнени фоликули ќе бидат уништени, меѓутоа периодично не е лошо тоа да се направи, така да кажам, како еден вид на терапија на одржување. Исто така е многу битно да пациентите знаат дека не смеат да одат на лазерска епилација ако доаѓаат од плажа. Зошто? Затоа што потоа настануваат едни флеки кои ќе треба да ги истрпат во одреден период да ги носат. Ќе може да бидат хиперпигментација, темни флеки, може да бидат и бели флеки, хипопигментација на некој место. И се како дамки на кожата што остануваат. Заради тоа, лазерското отстранување на влакна треба да се избегнува во периодот на летото, или ако го правите, треба да не одите на плажа. Значи, тоа се двете работи. Значи, мора да има еден период од 2-3 недели кај што кожата ќе се одмори од она сончева агресија, да ја кажам, за потоа да отидете на третман на лазерско отстранување. Значи, пред да одиме на плажа и после, откако ќе дојдеме од одмор, треба малце одмор на телото. Значи, 2 недели пред одморот, за време на одморот нормално, бидејќи не е човекот тука, и 2 недели после тоа, советуваме да не се користи лазерска епилација. Често пати луѓето што имаат подебели влакна или поцрни влакна имаат и проблеми со хормоните. Што им препорачувате на овие пациенти? Пошто често пати се тие што се најнезадоволни можеби од овие третмани, а не знаат всушност кај лежи проблемот. Видете, затоа треба пациентот да направи она што го вие исто во дел од вашето прашање потенциравте, треба да се направи еден вид на консултација со доктор пред да се отиде на таков третман. Зашто не е само да отидете на третман, треба да добиете информација што може да очекувате, како треба да се однесувате, што треба да правите, што не треба да правите. И тоа се работи кои треба да се кажат. Детална медицинска проценка, за тоа е потребна. Ако видиме дека има други знаци, ние велиме на дејство на андрогените хормони, андрогенизација или вирилизација, тогаш треба да се направи еден хормонален статус, да се види какви се хормоните. Тоа не значи дека не се кандидати за лазерска епилација, ама тоа значи дека можеби ќе треба да дадеме и одредени таблетки, вака народски кажам за луѓето да ме разберат, дали се тоа спиронолактон што го даваме се почесто, дали е некој естроген препарат, се едно, меѓутоа паралелно може тие две работи во исто време да се користат и да биде пациентката, најчесто се жени, да бидат задоволни, да едноставно направат нешто добро за себе, а во исто време да сватат дека не ги потрошиле парите за џабе, дека навистина добиле квалитетна услуга, меѓутоа добиле и квалитетен медицински совет, кој заеднички со услугата може да им значи многу, бидејќи видите, не е само машината. Вие може да ја купите најскапата и најдобрата машина. Меѓутоа главен е човекот. Значи, ако ги немате луѓето што знаат да ви што може, што не може, што може да ви направат критична проценка, џабе ќе одите на лазерска епилација. Значи, машината може било кој да ја купи. Ама тоа не значи дека било кој може ефективно со неа да работи. Кај нас техничарите кои работат на лазерската епилација се врвно обучени луѓе и тоа го прават веќе 12, повеќе од 12. Мислам дека повеќе. Првиот лазер за лазерска епилација, јас се сеќавам некаде го донесовме 2012 или 2013 година, што значи дека тоа се веќе 12-13 години, добро кажате, 12-13 години. Да. Најчесто рековте дека се жени тие кои се заинтересирани за овие процедури, меѓутоа во последно време се повеќе гледаме и мажи кои се заинтересирани за лазерската епилација. Има и мажи доста кои се заинтересирани и кај тие мажи исто така се тоа спроведува заради тоа што видите денес разликите помеѓу половите генерално за многу работи се губат. И секој човек има право да одлучува за себе што сака и како сака. Има дел од луѓе кои имаат одредени проблеми, значи имаат влакна кои враснуваат, имаат преостри влакна. Некои луѓе се, да рече,
искомплексирани заради тоа што влакната обично па кај мажите растат на оние места кај што не треба да растат. И ќе видите човек кој има малку влакна на брадата, ама има да речеме под телото премногу позади, позадникот, по нозете, и тоа луѓето ги тера да побараат помош, и тоа многу ефикасно се решава. Се разбира кај мажите хормони не даваме, заради тоа што ако даваме хормони ќе делуваат на хормоналната оска и ќе изгубат друг дел од карактеристиките кои не се медицински оправдани, така да тоа не го правиме, меѓутоа лазерска епилација правиме. На кои реги најчесто бараат мажите за да се изврши кај нив лазерска епилација? Па најчесто е делот на градите на стомакот, што обично им пречат, делот од рацете, особено надлактиците кај што растат, дел од бутовите, значи делови каде што грбот, каде што влакната навистина кога ќе видите дека им представуваат навистина проблем, тоа е нешто што и ние им го советуваме како можна опција. Или имате некој млад дечко, да речеме, кој сака да излезе со девојка и сега му е непријатно тие влакна што ги има по стомакот, по рацете тука, па некои ги имаат и по бутовите странично и на задникот. И тоа им представува комплекс, не сакаат да се соблечат на плажа, не сакаат да се дружат. И еве постои начин како да се го реши проблем. Тоа не е проблем. Проблемите, често и велам, проблемите што се решливи не се проблеми. Проблеми се оние работи кои се нерешливи. За среќа овие работи за кои зборуваме се решливи. Често пати кога ќе им спомнеме на сите тие што не гледат во овие моменти за лазерот Александрит, можеби ќе се јават и ќе ја побарат оваа најновата верзија. Дали тие може да одлучат со кој лазер сакат да ги направат овие процедури или стриктно оди под медицински надзор? Не, прво ние секогаш ги користиме најновите машини. Кај нас сите пациенти се исти. Дали се работи, не знам, за не знам, роднина на газдите на болницата или на докторите или мои пријатели или некој пациент кој си кај нас сите пациенти имаат еднаков третман. И тоа е основно правило до кое се држиме, меѓутоа проценката е на докторот. Докторите не се тука да ги исполнуваат желбите на пациентите, туку да му кажат на пациентот што е најдобро да се прави и што спрема медицинските протоколи е издржан. Значи, одредени зони се прават со Александрит лазер. И ние веќе го користиме само новата машина, ова старата е нормално расходована и тоа е тоа. Мислам, го завршила своето време за употреба. Другиот тип на лазер луменисовиот кој е исто така тоа е диоден лазер, диод лазер, кој се користи за епилација, е многу добар. Има многу помала сонда, ама се користи за одредени регии, е многу попрактичен, кај што бара таа помала сонда да делува многу прецизно, многу нежно, многу внимателно, се работи со таа. Значи се работи во комбинација со двата лазерски системи, зависно од регионот, не е исто дали, не знам, ќе правите отстранување на влакна, англиски популарно речениот hair removal на подпазови, или работите, да речеме, нозе. Сосема е различен пристапот, можете да употребите различна лазерска технологија, но тоа е работа која не може пациентот да одлучи. Пациентот тоа не знае. Или, да речеме, често пати ги прочитаате со Google, со... Делумно може би се информирани. Па, видете, тоа колку е добро, тоа им го понекогаш го дискутирам со нив, колку е добро, толку е и лош. Заради тоа што денес во ерата на на Google, на ChatGPT, може се да прочиташ, дури може да ти одбереш што треба, меѓутоа понекогаш, па особено кога сурфате на интернет, гледате блогови кои не значат многу медицински, или гледате нечие лично мислење, или личен став, кој не значи дека е дел од медицинската наука, од медицинските протоколи на работа. Заради тоа е добро да се појде на доктор и доктор да тоа го процени. И да го направи детална медицинска проценка. Да, пациентот има право некојаш и да побара второ мислење од доктор. Тоа е негово право. Меѓутоа треба сепак да се информира, не да ги носи одлуките врз база на тоа што ќе ние сите на Google податоци. Ние сите како луѓе сме склони на таа работа, а тоа не е нешто што е оправдано. Дури ние, да речеме, јас во некои области што не ги разбирам, па пробувам да ги разберам од Google. Па имам мои другари кои се инженери и ми викаат, па ти не можеш тоа да го знаеш од Google како што јас го знам со толку години учење, студирање. И така е, тоа е вистина. Да. Доктор Петров, ги спомнавме и тетоважите. Најчесто луѓето ги прават тетоважите можеби под емоционален афект и после одредено време ќе одлучат дека не сака да ги имат повеќе. Со кои лазери ги употребувате за да ги отстранувате тетоважите? Да, ние работиме со Q-Switch, така се нарекува Q-Switch Nd:YAG лазер.
кој е одличен ласер, кој е многу моќен, идеален за отстранување на тетоважи и за отстранување на пигментација. Дури и за оние длабоки пигментации кои претходно пред да го имаме овој ласер, имавме проблем со некои пигментации што се подлабоко во кожата, како да ги отстраниме. Овој ласер е добар и за тоа. Да речеме експлозивни партикли кај некои луѓе. Има луѓе што се војници, полицајци и така натаму. Порано не сме можеле, сега можеме да ги отстрануваме. Одредени тетоважи, како што вие кажувате, или одредени вродени белези, кои се голема комплекс на делот. Да, често пати луѓе стварно имаат и белези кои им сметат и се навидливи, пример, на рацете, на лицето. Белези, црвени, црни, кои порано луѓето сме ги пракале зборам државата во странство за лекување, нека не одат во странство, нека дојдат кај нас, ние тоа можеме да го направиме. Сега можеме тие работи да ги средиме еднакво квалитетно како било каде на друго место да направат без операција, без сечење на кожата, значи со употреба на овие ласерски технологии. Се разбира има и лимити. Често пати ме прашуваат кои тетоважи можеме, кои не можеме да ги отстрануваме. Тоа јас би ве прашала, кои тетоважи може да се отстранат и кои не. Наједноставни за отстранување, иако личи тоа малку вака чудно, се темните тетоважи. Оние најцрните, тие можеме да ги избришеме и ништо да не постои. Црни, темни, темно-кафени. Најтешки за третман. И практично понекогаш не може да се отстранат се оние светло, жолти, портокалови, светли бои, кои многу тешко се решаваат. Заради тоа, често и овие млади деца, дечки кои ќе дојдат па ме прашаат докторе за тетоважа, сакам да ставам, секогаш им советувам, ако веќе се решавате за тетоважа, користите темни бои. Немој да користите светли бои, заради тоа што тие многу тешко се решаваат, се отстрануваат. Никој кога става тетоважа не мисли дека ќе ја отстранува, меѓутоа како што расте трендот во светот на тетоважи, гледате сите овие звезди фудбалски, NBA звезди, кошаркари, рок звезди, музичари, сите се тетовирани. И така исто паралелно со тоа расте и трендот на отстранување на тетоважите, и тоа се два паралелни процеси кои постојат. Ние на нашите пациенти, на нашите клиенти во случајот, бидејќи дел се за естетика, не се за болест, можеме да им понудиме да дел од тие проблеми можеме да ги решиме многу успешно. И генерално и тука се потребни повеќе сесии, некаде зависно 5 да речеме. Добро, на какво временско отстранение? Некаде на 6 недели тука ги правиме, малку подолго отколку кај ласерските подмладување и кај Морфеусот, нешто подолго. И тоа има различни модели зависно што работите. Но кај темни пигментации обично 6 до 8 недели. И може, после колку сесии, пример, може да се отстрани целосно тетоважата? Мора, јас сум од оние што се поборници да се тоа повеќе, да се 5 сесии. Некаде има некои што публикуваат дека може и со 3. Меѓутоа генерално сакам да бидам повоздржан. Подобро, знаете како на почетокот да не го прецените ефектот, за да не ги набиете очекувањата и човекот очекува дека веднаш ништо ќе нема. Да се разочара. Да се разочара. Подобро да биде позадоволен од тоа што сте му го кажале, отколку да биде незадоволен, да мисли дека психички има влијание. Па има, а и во оваа сфера на денес во која живееме на вакво општество кај што реално сега сите се соочуваме со се што некаде може некој и да ви каже нешто што не е точно, па тоа да го прифатите за здраво. И луѓето се внимателни. И заради тоа добро е да им се каже вистината и добро е да им се каже она што е минимално очекување. Па нека биде ефектот подобар од тоа што ќе им го кажем. Апсолутно. Доктор Петров, би ве прашала неколку прашања кои ни се најинтересни на сите тие жени за овие ласерите. Пример за регијата на очите и за помладување на таа регија, кој ласер би ни помогнал? Тоа има неколку со кои ние работиме. Јас работам со 3 ласери, за речеме тука, и плюс Морфеусот, ако го ставам, значи 4. Значи CO2 ласерот е фантастично средство. Тој денес е број 1 за лузни од акни. Се користи за подмладување, за resurfacing, и едно од најдобрите средства, и тоа е медицински публикувано и докажано дека делува. Меѓутоа исто така може да се користи ербиум ласерот за подмладување, кој може да се користи за одредени софт варијанти, бидејќи CO2 ласерот е агресивен. Значи, он е агресивен, он има одличен ефект, феноменален ефект, ама 7 дена треба да прифатите дека ќе бидете црвени.
ERB мод може да оди со soft мод, кај што има soft варијанта, кај што доаѓа човек што бил или жена што била на работа, доаѓа за пауза, завршува работа и си оди пак на работа. Тоа социјалот лазерот не е баш можно. Мислам можно е ако не сте јавна личност, ако не излегувате како вие на телевизија. Но мислам дека резултатите се подобри. Резултатите се одлични. Меѓутоа и со овој има добри резултати кои се многу подносливи, може би повеќе трпение треба да имаме кај другиот лазер. Да, меѓутоа работиме и со IPL лазер, кој се користи и за акни, и за розација, и за крвни садови, за васкуларни промени, но исто така може да се користи и за работење околу, да кажем, подмладување на лицето околу во делот на некои мали крвни садови, капилари на лицето, подобрување, црвенило, керозација на лицето може да се користи, а исто така и морфеусот може да се користи околу очите. Околу очите секогаш кога се работи со лазери мора да се има метални капаци на очите. Metal shields кои се ставаат заради заштита на окото. И тоа е процедура која ние ја почитуваме. Мој апел и до сите пациенти независно каде да одат да се информираат и да тоа го прават, затоа што тоа е единствената работа која ако работите несоодветно со лазер може да ја погрешите. А јас кај нас сме имале случаи од други места што доаѓаат, не од тука се да не ме свати од Македонија конкуренцијата погрешно, но од други држави, бидејќи во Аџибадем Систина доаѓаат луѓе и од други држави, од Балканот, од секаде од Балканот, од Србија, од Косово, од Албанија доаѓаат луѓе. Имаме од секаде пациенти. И дел од тие, да речеме, некои што доаѓаат тука заради тоа што на местото кај што биле не добиле адекватен третман, па доаѓаат тука да бидат третирани. После 30-та година особено имаме проблеми со брчките. Почнуваат веќе првите брчки да се појавуваат во челото, на образите, спуштен подбрадок. За овој тип на проблеми како лазер ни сугерирате? Тука не е само лазер, тука мора комбиниран третман да се оди. Значи и тоа лазер, важно да го знаеме. Значи идеална е комбинацијата. Таа комбинација што значи? Лазерот е незаобиколен дел на секоја комбинација за третман на брчки за подмладување. Меѓутоа покрај лазерот е ботулинум токсинот, популарно наречен ботокс, иако ботокс е едно фабричко име само на еден производ, инаку се нарекува ботулинум токсин. Соодветна козметика медицинска. Козметика која содржи во себе ретинол, која содржи хиалурон, која содржи понекогаш витамин С, одредени други средства, да речеме козметика. Пептиди особено се популарни во последниот период. Тиамидол, кој е средство против пигментација кој го патентираше се една од германските куки. Значи повеќе препарати во комбинација, повеќе методи кои може да доведат до подобрување и заклучно со нешто што на сите им го советувам, сето ова нема да биде целосно доколку не употребувате заштитен фактор за сонце. Зошто? Заради тоа што докажано е дека најдобар лек против старење на кожата е заштита од сонце. Значи да се штитиме од сонце. Зошто? Заради тоа што сонцето покрај тоа што има канцероген ефект, ја старее кожата, ја суши кожата, ја дехидрира кожата, ги прави сите овие промени што ги имаме на лицето се прави тоа што се изложуваме на сонце постојано, особено луѓе што често, не знам, спортуваат, возат велосипед, џогираат, а се повеќе ги има. И јас сум радосен кога ги гледам затоа што во општеството трендот се смени спрема тие навики кои се добри навики. Здрави навики. Добри навики, тоа се навики кон кои треба да се стреми едно општество и тоа е добро, ама треба да се штитиме од сонце. Значи, ништо не го чини човек да пред да излезе да џогира да стави заштитен фактор на сонце на лицето, да стави капче кога вози велосипед или кога игра тенис или не знам, или кога игра фудбал на отворено. Мислам, тоа се работи кои со тек на време мора да се применуваат заедно со сите овие други работи што ја ги кажам. Меѓутоа лазерите се дел од сето ова и без лазерите тоа не може да биде замислено. Да, затоа што лазерот е единственото нешто што создава овие машини, лазерот, радиобрановите, може би продира подлабоко во кожата. Нов колаген создава. Сето ова другото не може да создаде нов колаген. Често пати пациенти ме прашуваат, а да пиеме ли колаген? Немам ништо против. Тоа е суплемент добар како и сите други суплементи. Меѓутоа не е ефектот ист, бидејќи лазерот директно го стимулира колагенот во кожата.
А вие кога внесувате колаген, вие го внесувате и за други причини од луѓето проблеми со зглобовите и така натаму. И тоа стимулацијата на колагенот во кожата се врши најмногу со ласер, со радиобранови методи, со микрониделинг, со се тоа што ние го зборуваме денес. За да се создаде нов колаген. За да се создаде нов колаген, бидејќи со текот на времето колагенот се троши и кожата пропаѓа, виснува. За да се повтор, или да речеме кај што имате лузна некој одакle, имате дупка. И често пати ми викаат како оваа дупка ќе ја пополним. Значи вие можете надворешно да ја со филер да ја пополните, ама тоа не е доволно, затоа што на секои 6 месеци пациентот повторно ќе треба да се боцка. Со ласерот вие површно го сечете невидливо тој слој и второ стимулирате во длабочина создавање на нов колаген. И тој нов колаген со текот после 3-4 месеци ќе почне како столбови нагоре да ја потпира кожата, да ја обтегнува и на тој начин да ја израмнува. И тоа е начинот како тоа функционира. И целта всушност. Да, и целта и ласерите се многу популарни, исто како што и Морфеус 8 е многу популарен, особено на естрадата. Ние сме пак од помалите земји во регионот, во поголеми земји видите го соседството и сите го користат Морфеус 8. И секаде, значи тоа е нешто што многу го рекламираат и се многу задоволни луѓето тоа што го имаат и ние сме среќни што и ние тука кај нас можеме да им го понудиме тоа на нашите пациенти. Апсолутно. Кога сме кај Морфеус 8, за крај би сакала да ве прашам за стриите. Доаѓа летно време, доаѓа плажа и се тоа треба да се подготвиме на некој начин, да го подготвиме нашето тело. Дали Морфеус 8 помага и за стриите или со кои други ласери треба да се комбинира за да се добие посакуваниот ефект? Може да се Морфеус 8 се работи кај стрии, е добар кај стрии, меѓутоа одличен кај стрии и CO2 ласерот. Како е најдобро да се работи, па и за други некои индикации. Најдобро е да се комбинираат методите. Значи може да се почне со CO2 ласер, па да се продолжи со Морфеус. Или ако е да речеме летно време, може да направите Морфеус за стриите, па потоа ако ќе дојдат оние поладни месеци од септември натаму да се продолжи со CO2 ласер, во комбинација ефектите се добри и голем дел од пациентите со стрии имаат подобрување некаде 60 до 70% од претходна состојба. Тоа им го велам на сите, стријата не може да се изгуби. Ама стрија која никој не може да ја примети, да ја забележи, не е стрија. Таквата вие си ја знаете дека ја имате. Битно е другите да не може тоа да го забележат. Апсолутно. Доктор Петров, верувам дека има многу да се зборува за дерматологијата, за дерматолошките проблеми и за естетските проблеми кои ги имаме сите од нас. Ви благодарам многу што бевте дел од нашата емисија. За крај нешто последно што би сакале да упатите до сите тие што не гледаат? Би сакал на вашите гледачи да им порачам дека се што може да се работи во делот на естетиката, во делот на подмладувањето, можеме да го сработиме со нашата технологија. Меѓутоа, мојата порака е секогаш да се информираат, секогаш да се информираат добро за третманот, да се информираат добро за докторот. Значи, затоа што тие две работи се паралелни, да знаете што е процедурата, што е техниката, и тоа да знаете и кој е човекот што ја работи. Значи, заради тоа што машината не работи сама. Затоа пациентите да се информираат и да ги овие препораки потоа имплементираат, да ги спроведуваат. Луѓето се паметни, лесно може да прочитаат што вреди, а што не вреди. Ви благодарам многу што бевте дел нашата емисија. Ви благодарам на поканата, ми беше задоволство. Апсолутно и мене. Shikues nderuar, me kaq për mbyllje emisionin për sot. Tashmë e dini se ku mund të gjeni zgjedhjen për perfeksionin tuaj apo për të arritur deri tek perfeksioni juaj. Qendra e Perfeksionit tashmë me 12 vite eksperiencë në Axhi Badem Sistina ju pret aty për çdo problem që ju mund të keni me lëkurën në fytyrë, por edhe në trupin tuaj. Bashkëdorëshimi në emisionin e ardhshëm. Deri atëherë, mirë takofshim.